Она што сакам да го кажам дека во изминатиот период Сдруженијето од неговото основање беше анонимно, имаме проблеми со неговото анимирање, со заземање на едно место меѓу невладините организации кои што како Сдружение ќе даде допринос во остварување на некакви подобри услови за работа и финансиски услови нормално на вработените во судовите. Она што посебно сакам да го истакнам во овај момент Сдруженијето за што се ангажира, тоа беше измената на Законот за судска служба, поготово во делот за додатоци на плата. Со овој закон кој што се донесе во 2014 година, судските административци беа единствено изоставени од тој пакет. Сите други учесници во правосудниот сектор, судиите, јавните обвинители, јавно обвинителските службеници го добија тоа право на додатоци. Единствено, од за нас непознати причини, ние останавме надвор од тој пакет и не го добивме на тоа право и таа можност да имаме право и ние на додаток на плата. Тоа предизвика и штрајкови, веројатно се сеќавате, во 2016 година ние штрајкувавме од месец 18 мај до 15 јули во тој период, се со цел да се извршат измени и да се острани таа неправда, ние како Сдружение и како вработени во судовите да се стекнеме со истите права кои што веќе му беа доделени на другите чинители во правосудниот сектор. Меѓутоа, наместо тоа, апсолутно тогаш извршната власт немаше сенс за таа работа. Наместо да направи измени на законот, ни задржаа 40% заради учество во штрајк, што значи дополнително бевме казнети. И нашите активности од тогаш навака се до овој момент беа враќање на неправилно и незаконско одземените пари за штрајкот, бидејќи се одзедоа со одлука, а не со решение. Исто така и борба за измена на Законот за судска служба, каде што и ние ќе добиеме право на додаток. Тоа ефектуираше на крајот на 2018 година. Извршена измена и сега судските службеници имаат право на додаток на плата како и другите останати. За да се реализира тој дел беше потребно да се донесе и правилник. Тој правилник е одобрен од страна на Министерството за финансии и сега првпат веќе е пратена одлука дека судскиот буџетски совет ќе почне со исплата на додатоци на плата и на судските службеници. Значи поминавме од 2014 до сега еден мачен период. Замислете само за едно прашање кое што сите другите го има, меѓутоа во овој момент ако е тоа за пофалба, можам да кажам дека го ефектуиравме и дека го надминавме како проблем. Сдруженијето за судска администрација и досега го даваше својот придонес во јакнење на судството и капацитетите на судската администрација, ќе продолжи и во понатамошниот период да го дава тој свој придонес. И јас сум длабоко уверен дека со своите активности и капацитети ќе придонесе во реформските активности што се одвиваат или престојат во Република Северна Македонија. Да, еден од главните проблеми на Сдруженијето на судска администрација беше таа разлика во платите, односно во бодовите кои што постојано бевте иземени или додатоци, ајде да кажем за платите, но и претходното раководство се бореше да се вратат тие 40% одземени за време кога штрајкувавте. Дали и тоа ќе бидат приоритети за вас? Да, тоа беа активности во досегашниот период на Сдруженијето на судска администрација, ќе бидат исто така приоритет и на мене како нов председател на Сдруженијето на судска администрација и се надевам дека во најскоро време ќе ги разрешиме тие две болни прашања за судската администрација во Република Северна Македонија. Значи ли тоа дека ќе разговарате и со синдикатот и надлежните барем за враќањето на оние 40% бидејќи времето истекува? Да, апсолутно. Тие разговори ќе продолжат во најскоро време.